Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин, кој на едно место ви ги носи најинтересните содржини од изминатата недела на интернет просторот. Во оваа емисија најмногу ќе зборуваме за анализите и реакциите околу спроведувањето на договорот од Пржино, а исто така има доста реакции по говорот на доскорешниот премиер Никола Груевски, а сега председател на ВМРО ДПМН, кој беше одржан на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Почнуваме со една реакција на Европската комисија која се однесува на интервју на еврокомесарот Хан дадено за бугарски капитал, кое беше пренесено дека Хан кажал дека не е битно кој ќе учествува на изборите, дали сите ќе учествуваат сите партии, туку дека изборите треба да бидат фер и демократски. Сега портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчик вели дека таа изјава на Хан била извлечена од контекст. Еве еден од насловите. Коцијанчик замета бугарски капитал, го извади Хан од контекст. Портпаролката на еврокомесарот за добрососедска политика и проширување Маја Коцијанчик појасни дека изјавата на Јоханес Хан за бугарскиот вестник Капитал е извадена од контекст. Верувам дека изјавата е извадена од контекст. Позицијата на комесарот останува иста како во последното негово соопштение, изјави Коцијанчик. Бугарскиот вестник Капитал на 22 јануари објави интервју со еврокомесарот во кое на прашањето за изборите во Македонија Хан изјавил: "Не е важно дали сите ќе учествуваат, важен е квалитетот на изборниот процес. На оваа основа можеме да правиме следни чекори и да продолжиме напред." Тоа е тој текст, а продолжуваме со професорот Ѓорги Спасов, кој сега реагира повод говорот на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на Унијата на жени на партијата. Спасов вели дека во овој говор бил непримерен, брутален. Еве го насловот: Ѓорги Спасов, кампања на клоци. Груевски јавно соопшти кон кого е насочена неговата одмазда и на кого тој би му удрал клоци. Тој објави војна, а не повика на избори. Тој јасно порача колку е лут заради тоа што некој на сила му зел дел од парламентарната, извршната и судската власт, за која смета дека само нему му припаѓа. Јавно повика неговите поддржувачи да излезат на избори за да им удри клоци, не само на министрите од опозицијата, туку и на Катица, на Ван Хојте, на Европската Унија и на НАТО. На сите во Европската Унија и во НАТО, што ја фалеа неговата мудрост за прифаќање на компромисот во процесот на решавање на кризата, по ова треба да им биде јасно како тој ги замислува изборите и што мисли да прави за време на тие избори и по нив. Груевски гори од желба за политичка одмазда со сите средства што му стојат на располагање. Тој изборите ги подразбира како казна и политичка одмазда кон сите кои се дрзнале да чепнат во неговата власт и неговиот начин на владење. Тоа го пишува професорот Спасов. Продолжуваме со едно отворено писмо кое е напишано од режисерот Наум Пановски, кој живее во Соединетите Американски држави, и тоа писмо е упатено до еврокомесарот Хан. Пановски вели: писмо до Хан. Одете се зашто сте пристрасен и поддржувате диктатура. Верувам дека вашите изјави, вашето однесување и акции очигледно јасно укажуваат на тоа дека вашето посредување во овој процес на преговори не е непристрасен. Според вашите неконзистентни и нејасни изјави, дела и вкупни перформанси, длабоко сум уверен дека сте пристрасен и затоа вашето посредување е контрапродуктивно и деструктивно. Највознемирувачки факт е што вие, покрај владеачките партии, сте оној кој го прекрши договорот од Пржино. Со тоа се усогласивте со владеачките партии кои се дел од корумпираната македонска влада и кои се на пат да воспостават отворена диктатура во Македонија. Како што знаете, секој рок определен со договорот беше прекршен и отежнат, препораките дадени од страна на комисијата на Прибе беа игнорирани. Тоа го пишува режисерот Пановски.
Продолжуваме со реакциите по говорот на Никола Груевски. Овој пат Тео Блажевски пишува дека во овој говор имало и елементи на омраза. А токму тие елементи на омраза, според Блажевски и според доста меѓународни истражувања и извештаи, може да предизвикаат многу посериозни општествени судири. Насловот е дека мирисот на омраза во говорот на Груевски е опасен за општеството. Еве едно појаснување под фотографијата. Границата од клоци преку шамари и потоа бетонски плочи е многу тенка. Тука се зборува за една конференција која била одржана за популизмот во Европа и вели нема достапни податоци дали на конференцијата бил употребен и некој пример од Македонија, каде што забележуваме се повеќе употреба на опасен говор или директен говор на омраза. При тоа, почнувајќи од една долга политика на неказнивост, иако инструменти и механизми за тоа се вградени во сите неопходни законски и подзаконски акти, опасниот говор сега веќе се наоѓа отворено и наменито на највлијателните политичари во земјата, каков што беше примерот со последниот говор на лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Неговиот говор, одржан пред неколку дена на годишната конференција на Унијата на жените на ВМРО-ДПМН, е типичен пример на говори полни со нетолеранција и ширење на поделба, токму онакви за кои расправаа експертите од Советот на Европа на конференцијата во Варшава. Тип на говор кој во екстремни случаи може да предизвика и криминал од омраза. Впрочем, ден по говорот, специјалното обвинителство побара засилено обезбедување од МВР, а самото МВР некој ден порано го засели обезбедувањето на европските представници, меѓу кои и на медијаторот Питер Ван Хојте. Ете, тоа е тој текст. Продолжуваме со поранешниот амбасадор Никола Димитров, кој формира и едно политичко движење, но тоа политичко движење некако не е активно во последен период. Димитров сега вели: народот е пред историска одговорност и ќе го казни овој циркус. И тука Димитров јасно алудира на говорот на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Обвини го другиот за тоа што сам си го правел. Избори не се добиваат со сила, пиштење, вриштење, ќе има видео 24 фирми, 8 казни јаки паднале. Избори не се добиваат со закани. Со триаголниче ќе гласаш, ќе ти го провериме ливчето, ако не гласаш, ќе те избркаме од работа. Тука Димитров јасно цитира цитати од познатите така наречени бомби. Избори не се добиваат со измама. Како што знаеш, имаме по 50 души у стан од 40 квадрата. Секаде каде што мислиш на себе си или на твојата машинерија, замени со народот или со Македонија. Народот на Македонија на 24 април ќе покаже чива е оваа држава, наместо јас и мојата машинерија на 24 април ќе покажеме чија е оваа држава. Исцрни ги тие од каде доаѓа опасноста, па Ван Хауте, фери избори, слободни медиуми и катица одговорност, спомни ги меѓустрански служби, криминалци и фалсификатори. Тоа го пишува Димитров. Одиме со професорката Тања Каракамишева, која во последно време стана позната по една друга колумна за иселувањето од Македонија. Овој пат Каракамишева пишува за реакциите по одржаната Унија на жени на ВМРО-ДПМН. Каракамишева вели: страф од жени. Но да се разбереме, точно се знае од каде и зошто доаѓа стравот. Ама да се разбереме и една друга работа. Вашите жени и нашите жени немаат ништо заедничко. Во вашите очи срамно е за една жена да не носи Прада или Луи Витон. Нашата жена нема да ги препозна и под нос да ги ставиш. Страшно. За вашата жена е срамно да биде дома, за нашата жена е срамно да не се ги успие децата. Вашата жена ги знае сите нијанси кафено од боите за коса, нашата жена ги знае цените на производите на пазар
и да му прави список на мажот кога оди да пазари. Вашата жена си е само доволна, нашата жена е потполна во своето семејство и така натаму. Ете, професорската Каракамишева сега пишува за стравот од жени, наводниот страв од жени. Продолжуваме со реакции за една друга теза која постои во последниот период, а тоа е таа дека меѓународната заедница во со последните изјави и со последните чекори на некој начин му дува во грб на премиерот, досегашниот премиер Никола Груевски, на претседателот сега на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, и дека на некој начин меѓународната заедница го свртала грбот на опозицијата во Македонија и во надежта за фер и демократски избори. Одиме се со реакции околу оваа теза која во последно време владее во Македонија. Бранко Геровски пишува: зашто тргува Груевски со Европа? Во исто време, пак мислам дека не постои сериозен дипломат кој денес би му поверувал на нашиот диктатор дека е способен да оствари политички консензус во земјата за било која тема, а камоли за едно толку чувствително прашање. Мора да постои некој друго објаснување за поддршката што Груевски се уште ја добива од дел од европските фактори. Се сомневам дека тоа објаснување е поврзано со Грција, но не со спорот за името, туку со бегалската криза и со плановите на европејците да ја затворат таа драма тука кај нас, на македонско-грчката граница, планови за кои пишува и Financial Times. Тоа го пишува Бранко Геровски, а прилично коментирана колумна имаше и Сашо Ордановски, кој е редовен аналитичар на овие односи помеѓу меѓународната заедница и Македонија, и Ордановски сега вели: игра на нерви се случува на теренот. Така му е насловена и колумната. По спржинските настани во и околу Македонија после таа средба во Вашингтон, како да ги потврдуваат двете точки од таму водените разговори, интензивирани се видливите и дискретните американски контакти со Атина, вклучувајќи ја средбата на Бајден со Ципрас од пред 2-3 дена, но и на пониски дипломатски нивоа, за сметка на нивната премолчена поддршка на Груевски да инсистира на избори на 24 април. Американците со видливо задоцнување само твитерски констатираа: оставката на Груевски е важен дел од остварувањето на договореното во Пржино. Така е. Ова може да се вклопува и во нивната стратегија чекор по чекор за симнување на фамилијата од власт во Македонија, бидејќи никој не рекол дека тие чекори ќе бидат со трчање. Но она што е посуштинско е дали во Вашингтон е договорено и успорување на работата на специјалната обвинителка Катица Јанева. А главниот и одговорен уредник на Дневник Дарко Јаневски не верува во оваа теорија дека постои некаков меѓународен заговор, можам да кажам, за поддршка на ВМРО-ДПМН, и Јаневски пишува колумна во негов препознатлив ироничен стил. Кина, Соединетите Американски држави, Европската унија и Германија на листата на Груевски. Најпрво им беше дека ВМРО-ДПМН е зела провизија од кинезите, односно од нивната државна банка, за оние 500 милиони долари кредит за двата автопата, што значи ВМРО-ДПМН успеала да ја внесе во криминал кинеската држава. Потоа беше дека ВМРО-ДПМН го подкупила еврокомесарот Јоханес Хан со некои коцкарници кај Гевгелија, што значи ВМРО-ДПМН успеала да ја корумпира и Европската унија, односно нејзината комисија, чиј комесар е австриецот. Потоа испадна дека ВМРО-ДПМН успеала со пари да се обезбеди прием кај подпредседателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден и преку него, односно со тие пари да ја добие милоста на американците. Логичен заклучок е дека со ова ВМРО-ДПМН успеала да ја внесе во криминал и првата помокно земја на светот, за на крај да испадне дека ВМРО-ДПМН фалсификувала возачки дозволи со фирма во која сопственички удел има и германската држава, што би значело дека партијата успеала да ја корумпира и Германија на фрау Меркел.
Тоа го пишува Дарко Јаневски. Продолжуваме со Перо Бургија, така наречен, бургијаш, колумнист, познат на оние кои следат социјални мрежи, медиуми. Сега тој пишува Сосе Балчак, колумна. Боки Бургија, се извинувам, да се разбереме. Америте ќе помогнат, Катица ќе помогне, Хани, Хојте исто така, ама ако ние пред ваквите не покажеме храброст и први да им го забиеме Сосе Балчак, се е џабе, другарки и другари. Ќе добиеме нова представа, нова македонска серија во сахарајска продукција со најава за неколку нови избирачки сезони. А заради нив и нивната храброст се обединивте во заклучокот дека боксерот заслужува одговорност, не избори, дека боксерот заслужува најстрог притвор, а не слобода, дека боксерот заслужува. Тоа го пишува Боки Бургија. Одиме со професорот Мирослав Грчев и неговата колумна, која исто така е посветена на овие случувања, на овие размислувања околу вклученоста на меѓународната заедница во сите тие процеси, и тој вели: двојна изборна замка, жртва на квалитетот за иницијатива. Тоа е насловот. Не треба ниту да нагласам дека во нормални околности да не се случеше трагично погрешната реакција на меѓународната заедница, овој измамнички потег на Груевски ќе представуваше прозирна и ефтина фарса, а оваа лажна посветеност кон исполнување на договорот би била исмеана и отфрлена од сите. Кој немаше да се засркне од смеа кога криминалната партија, што веќе една деценија арогантно го крши уставот и го гази поредокот како бивол ливацко цвеќе, наеднаш фанатично се фати за последниот датум во договорот и почна да се колне во светоста на оваа одредба од договореното. Кој нормален по небеската капа немаше да насолзи од пародичност на ситуацијата во која една злосторничка хунта што го провали секој датум запишан во Прженскиот договор ја обструираше до потполно неисполнување практично секоја негова квалитативна реформска содржина, наедна се фрла ничком поклонувајќи се на божествена неотповикливост на датумот на изборите. Тоа го пишува професорот Грчев. Одиме со уште еден напис и со уште една појава, а таа е дел од порталите и медиумите да преземаат Facebook статуси или статуси од социјални мрежи на одредени личности и потоа од тие статуси прават одредена приказна. Овој пат тоа се случува со порталот Курир, кој презема статус од доскорешен, поранешен активист на СДСМ Ивор Мицковски, и сега Курир вели дека доскорешните членови на СДСМ сега зборуваат против партијата. Еве го тој наслов: шлаканица за СДСМ и од Ивор Мицковски. При тоа Курир Мицковски го најавува како опозицијски колумнист. Непотребно и крајно непродуктивно се нафрлате врз Хан. Демек Хан е креаторот на ставовите и позициите на Европската Унија и САД кон Македонија. Сте размислили на момент чија оваа каша, кој ова го направи и кои какви грешки направи во целиот преговарачко-договарачки процес? Ние ова си го направивме, не Европа, не САД, не Хан. Сте помислите ли зошто меѓународната заедница не гледа партнер во ЗЗ и РШ, иако играше и преотворено на страна на опозицијата? Зошто опозицијата не испорача или не испорачува ништо од тоа што ветуваш, туку напротив се крие за техникалии кои види чудо самата ги договара и добрува. Сите сме нервозни и сфрустрирани од тоа како течат работите, но тоа не треба да ни ја помати објективноста или слепо да бараме други виновници за нашата мизерија. Тоа го пишува Ивор Мицковски.
А кога сме кај преговорите од Пржено, таму сега се кршат копијата околу законот за избори, околу договореното, околу договарањето за тоа како да се регулираат медиумите. Значи, одиме со реакции за тоа, особено околу некои предлози кои се дадени од партиите, а тоа е во Македонската радиотелевизија, уредници да има и власта и опозицијата. Почнуваме со една реакција на Тамара Чаусидис, која вели: новите предлози за медиумите се уште една цензорска бруталност. Предлозите, вклучително и предлог законот за владени реклами, представуваат брутална потврда на односот на власта кон медиумската сфера како кон партиски плен кој треба да се дели според изборните резултати. Жално е што медиумските организации и новинарската заедница се ставаат воопшто во ситуација да имаат мислење за предлози кои според својата накарадна логика и апсурдност воопшто и не се квалификуваат за нив да се има мислење. Но оваа ситуација не е нова. Веќе со години се расправаме со луѓе кои се ставени во позиција да креираат политики кои во нормални услови би биле предмет на подсмев и индигнација. Тоа го пишува Тамара Чаусидис, председателка на синдикатот на новинарски медиуми, на новинарски работници, самостоен синдикат. Продолжуваме со председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, Насер Селмани, кој исто така зборува за оваа проблематика и кој тоа го пишува на својот Facebook статус. Законот на ВМРО ДПМН за владени реклами, предложен на работна група за медиумите, представува брутален напад врз независноста на медиумите. Преку наводни информативни кампањи, власта со парите на граѓаните планира да ја легализира корупцијата во медиумите со цел да ги контролира. Законот предвидува власта да ги финансира медиумите, но за возврат тие да не ги критикуваат незините политики. И во медиуми каде ќе има некаква критика, таа ќе се преклопува со агресивни кампањи за наводни големи успеси на владата. Со тоа се убива смислата на постоење на медиумите во едно демократско општество, точно и навремено да информираат, критичко да ја обсервираат реалноста и да потикнат дебата за прашања од јавен интерес. За овие предлози за преговорите околу медиумите пишува и новинарот Драган Антоновски, исто така на својот Facebook статус, кој вели: двајца уредници на еден дневник, еден на вашите, еден на нашите, е брутален напад врз професијата и најголем доказ како политичарите ја поимаат новинарската професија и која е улогата на медиумите. Пропаганда, аргументирање кој повеќе се дере, напаѓа, плука и девалвира. И вистина да биде само таа која се соопштува преку медиумите и таа што се слуша и се слуша така сакаат и за тоа преговараат. Може и така, ама тоа не е професионално и базично новинарство, не е медиум и не е демократија. Можете да се договорите како партија и да се изгласате како пратеници и да им дадете на тие уредници по еден стап и да се аргументираат нели по главите. Може потоа секој ден да кажувате дека во Македонија се е мед и млеко, ама веќе не само младите, сега и старите си одат. И овој дел кој се однесува за медиумите ќе го завршиме со еден Facebook статус на аналитичарот Арсен Заколи, кој предизвика огромно внимание, кој се посвети со годишнината на затворањето на сопственикот на А1 телевизија Велија Рамковски. Арсен Заколи овој свој статус го напиша на Facebook, а потоа тој беше пренесен од многу други медиуми, овој пат од порталот Либертас. Заколи пишува јасно: слобода за Велија Рамковски. Само кај А1 дознававме за лицата скршени од бремето на сиромаштијата, ситни бабички и дедовци во влажни куќарки со голи ѕидови, пластични прозорци, студени ќумбиња и врели солзи. Само таму дознававме за несрекниот татко принуден да го држи својот син заврзан со синџир, бидејќи немам чаре, мој господине. Само во 7 навечер можевме да ги видиме светлата на Велеградот и темницата на провинцијата. Само неговите камери не се либеа ниту гадеа да се одвлечкаат до тамо нечистите, за да им дадат граѓански глас и човечки лик. Вели е грешник, сгрешил, добил копани и ни продал вести. Требаше да му се суди и осуди,
Дури и покрај споредбата со денешните честни демохристијани од македонско-албанската провиненција од Светата катедрала на Кале, чии злосторства се ем зелени ко долари подарени, ем црвени ко крв што ни ја шмукаат. Демократски и шармантно насмеани. Но последење на вестите денес, време е да Рамковски биде ослободен. Кој знае, може би повторно ќе најде начин, бидејќи сила има за да предочени го покаже сето она што шлямот на колонијалните марионети сакаа да го сокријат во оваа убава земја. Тој за мене е веќе невин, тој е политички затвореник на плутокрацијата, на големата четворка и странските спонзори. Слобода за Велија, Арсен Зеколи, Facebook статус. И емисијата ќе ја завршиме со неколку други содржини кои се однесуваат на се она што се случува околу нас. Една е колумната на Офелија Димковска од Фокус, која вели двајца македонски премиери. Јасно е на што алудира Димковска. Во Македонија се случи нешто без преседан. Има двајца премиери, толку различни физички и психички, а толку слични во целта кон која се стремат. Да бидат премиер, Македонија има двајца премиери. Вториот не е алтер его на првиот, далеко од тоа, не е ни обратно. Зашто овој првиот што се депонираше оставка како и се друго и тоа го глумеше. Неговата болест е во термална фаза. Што сакам ви правам, поголема белја има овој што е официјален премиер и мора да глуми дека тоа е вистина. Тоа го пишува Димковска. И продолжуваме со едни два нови извештаи за Македонија од Freedom House и од Transparency International, но кои не се воопшто позитивни и кои не се генерално добри за процесите во Македонија. Freedom House вели: Македонија го избори статусот на изборна демократија. Хондурас, Македонија и Малдивите минатата година го изгубија својот статус како изборни демократии, се вели во најновиот извештај на Freedom House за слободата во светот. Македонија според Freedom House е делумно слободна држава со оценка од 3,5 и бележи надолен тренд во слободите поради скандалот со преслушувањето, каде на виделина излезе широкиот владен надзор врз политичките и религиозните лидери, новинарите и другите граѓани. Тоа е Freedom House, а Transparency International пишува дека во Македонија има зголемување на процентот на корупција. Тој насловот. Според последното истражување на Transparency International, индексот на перцепција на корупцијата, конкретно во јавниот сектор, Македонија се наоѓа на 66-то место на листа од 168 држави и територии. 66-то место го дели со Турција и Сао Томе и Принципе. Истражувањето се спроведува од 1995 година. Во последните 2 години, Македонија во 2013 беше рангирана на 67-то место, во 2014 на 64-то место. Почитувани, ова е последна содржина од оваа трета порта. Емисијата следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути и следете го нашето мото дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја представуваме големата слика. Останете и со програмата на 24 вести.